Ви посакувам добар ден и се надевам дека уживате во вашето неделно попладне, но заедно со содржините на телевизија Телма. А во новото издание на Фериплей ние за вас имаме нова спортска тема. Овој пат го одбравме можеби еден од најпопуларните спортови во Македонија, затоа што досега во него ги бележиме и дел од најголемите успеси, но време е овој пат за жените и спортот. Месец ноември во Македонија ќе помине во знакот на ракометот, заради тоа што нашата женска ракометна репрезентација по пауза од повеќе од 10 години се враќа одново на европската сцена и во оваа конкуренција. Меѓутоа, овој пат е поинаку, заради тоа што Македонија, заедно со Словенија и Црна Гора, е еден од домакините на ова првенство. Тоа значи една голема шанса и за нас да се покажеме како добри домакини, но и добра публика и да ги бодриме нашите ракометарки. Верувам дека денеска заедно со моите две прекрасни гостинки ќе ве поттикнеме да навивате за Македонија. Европското ракометно првенство за жени е предизвикот пред кој стои подмладениот состав на селекторот Љубомир Савевски. Против силните Франција, Холандија и Романија, македонските ракометарки најавија храбра игра и мотивираност да ја израдуваат домашната публика. За златните денови на женскиот ракомет во Македонија, за тежината на националниот дрес и желбата за нови блескави успеси, денеска ќе говорат две черлични дами од домашната ракометна сцена. Гостинки во Ферплей со Јана се Гордана Нацева и Милева Велкова. Да, мои гостинки денеска се две прекрасни дами кои беа дел од златната генерација на женскиот ракомет, која што го лансираше овој спорт на елитната меѓународна клубска, меѓутоа и репрезентативна сцена. Имаме навистина убава тема за разговор и чест ми е да им посакам добре дојде во студиото на Гордана Нацева и Милева Велкова. Добре дојдовте, повелете во нашето студио. Како сте, дали сте добри? Добро, благодарам. Здраво, Јана. Ви благодарам многу што сте тука. Благодариме на поканата. Да, вообичаено задоволство и многу ни е драго што сме тука. Ви благодарам од срце. Вообичаено спортските настани се место каде што може човек и до ден денес да ве види, но еве сега една поубава тема. Прво да почнеме малку со вашето секојдневие за оние кои што можеби подолго не ве виделе. Како сега ви поминува и кои се вашите обврски во светот на спортот? Вака, во светот на спортот сум председател на женскиот ракометен клуб Вардар. Сум вклучена во, да речам, во она се што значи женски ракомет. Се трудиме да создадеме генерации кои ќе бидат вклучени во репрезентацијата, значи со овие можности во ракометот и со овие услови како што сега ги има женскиот ракомет, сметаме дека императив на секој клуб е да се односно девојките што ги имаат во нивните клубови да ги направиме да бидат репрезентативки, но пред се мисијата на спортот е да се создадат зрели луѓе, квалитетни луѓе што знаат што се животни вредности. Да, веројатно и поради ова, меѓу другото, сте и амбасадор на ова женско европско првенство. Тоа е една таква титула со намера вие да ја ширите ова убава енергија, мисија и да ги потсетите сите оние во јавноста колку ни е значаен овој момент, што сега ќе. Да, благодарам што спомнавте, тоа е навистина една голема чест, задоволство, но и одговорност. Ракометната федерација ми ја понуди можноста да бидам амбасадор. Такви позиции во, како што рековте, домакините на ова европско првенство, коорганизатори се и Словенија и Црна Гора, и таму се репрезентативки кои ги знам, амбасадори со кои сум настапувала, така да е една добра идеја од страна на Европската ракометна федерација, но супер е што и нашава федерација тоа го поддржа. И сметам дека која и да беше од нашава генерација избрана за амбасадори, Лела, Индира, сите што бевме во таа толку настапи за репрезентација на Македонија што имавме, сметам дека ќе беше добро, но еве мене ми се пружи шансата и јас мислам дека
дека заедно со поддршка од Ракометната федерација, со поддршка од сите љубители на ракометот ќе успееме во тоа што значи промоција на ваков исклучително важен настан како што е Европското првенство, сениорско европско првенство. Ќе се навратиме зошто е тоа за нас толку важно, но малку и со Лела, како што тој надимак го носи веќе долго време. Вие сте изјавиле досега, јас можеби немам високи амбиции да станам селектор, да предводам не знам големи селекции, но имам амбиција и голема желба да работам со најмалите, односно со децата. Гледам дека тоа се уште трае. Се уште трае и доколку бидам тренер ќе работам само со млади категории, пошто јас сакам да стварам. Значи многу ми е убаво кога нешто вајам, па од ништо направам нешто убаво. Што вика Гоце, она работи друга, ја имам таа среќа да и у школа каде сум в спортска академија и таму пак работам со деца и таму ми е пак ракометот, мада сум од друга страна, таму сум ментор, не сум тренер. Работам у ракометни клуб Ѓорче Петров, покушаваме полека да го вратиме на стази. Сја дали ќе успееме да го постигнеме тоа што го имаше Кометал, не знам, ама ќе се потрудиме. Веќе ова година нели поминавме тој трети, идеме у четврто коло. Ни падна ова година, у четврто коло ни падна Австрија, па ќе видиме што ќе се случи, ќе дадеме све од себе. Пак, што вика, стари нови познаник, пошто Кометал цело време играше со Хипо, сега керка на Гунар Прокоп е тренер у таа екипа, значи некако Хипо никако не може од Ѓорче да се отараси, така да се надевам дека ќе поминеме. Се надевам и јас на нови успеси. Сега само накратко да не подсетите на вашата приказна со попот. Ако ти станеш ракометарка, јас ќе станам поп. Да, само накратко, затоа што сакам да направите паралела. Сте имале такво искуство во детството, а сега вие доаѓате на една позиција, вие да кажете или да советувате помлади. Предпоставам дека тоа е нешто што не би го направиле, или? Никогаш не би го направила тоа, меѓутоа мене тоа ми беше многу голем подстрек да направам нешто во животот. Јас како дете бев многу крупно дете. Да. И не знам, мислам, тогаш бев најмало екипа и никој немаше време за мене како што ние сега работиме од мали. Него ќе шутна таму од позади и трчи си, вежбај се, ако успеш нешто да направиш ќе играш, ако не. А на председател керка му беше многу талентирана и беше на шири список од младинска репрезентација. И ја така буцко трчам по теренот, викам, ти дете ако станеш играч, јас ќе станам поп. И знаете, кога се опраштав од ракометот, последни дрес, пошто последна утакмица имам изиграно за репрезентација на Македонија, тој дрес го однесов и го подарив у клубски простории на мој матични клуб Слога. И он тогаш пред сите ми се извини и каже, ти стана играч, а ја поп нема да срамам никогаш. Али знаете, мене тоа тешки моменти, пошто ние спортисти имаме такви моменти у животот, кога ни доаѓа тешко, кога се спремаме за неки големи подстреси, кога нам доаѓаат утакмици, поготово кога прв пат заигравме за репрезентација. Знаете, тие моменти кога ми се ломеше, ми беше тешко на припреми. Секогаш само тоа ми ќе помине кога ти ако станеш играч, ја ќе одзвонуваше тоа што некој го кажал без да размислиш два пати. Тогаш у мене растеше таа желба да работам повише и повише и повише, да го остварам тоа што сум затефрал во животот. Да, еве, затоа сакав да ја раскажете, да биде потсетување за помладите, дека откажување не сме да има. Што кажуваме ние денес на родители, денес не се толку деца колку родители прашуваат дали ми е дете талентирано. И ние ќе го прашаме, го потсетувате да иде на тренинг? Не. Му спремате ранче, вие не, талентирано е. Значи, чим дете само има желба да дојде на тренинг, значи од него може да биде нешто. Да се облече националниот дрес е навистина голема работа и голема чест, апсолутно. Вие двете тоа го правевте своевремено. Ако добро разбрав пред малку, во исто време стартувавте, во исто време ја завршивте репрезентативната кариера или воопшто кариерата? Раскажете ми. Јас мора да кажам нешто. Ја и Гоца заедно игравме и у бивша Југославија. Значи, бевме репрезентативка и тамо. И Индира беше со нас исто. Овдека кога почна со големи
нели надпреварување за Македонија, заедно заигравме и дента кога се откажувавме од ракомет заедно се откажавме иста година. На вистина. Да, ние имавме, знае Лела, една фотографија сликана со репрезентативните, да, со репрезентативен дрес на Југославија и дојде време да ние практично од таму не сме ни знаеле дека тој период, дека после 10 години дека ние трите сме сликани на таа слика, ја имам дома, таа фотографија, дека после 10 години ние трите исто ќе играме во репрезентацијата на Македонија. И тоа толку ми е така една убава работа што ни се случи. Ние откако дојде и Лела и Индира во репрезентацијата на Македонија ги доживеавме најголемите успеси и на репрезентативен и на клубски план и во историјата на македонскиот спорт. И така учествувавте на светско првенство, така, ако не се лажам? Да, ние учествувавме заедно 97 и тука почна нашиот напредок и да речам во тие најзрели години кога еден женски спортист, тоа се 26-7 години, тука ни почна да речам на прогресот на женскиот ракомет со освојувањето на 7-то место на светското првенство во Германија и потоа после 4-5 години дојде европската титула на клубски план, но знаете како рековте репрезентација тоа е нешто свето. Тоа јас имам 212, Лела исто има можда 100 и повеќе настапи на репрезентација. Значи тоа 200 пати е интонирана химната на твојата држава во твоја чест. Значи тоа е нешто што е благослов да го доживееш. И јас велам, не е важно децата во што ќе ги насочиме, важно е да почувствуваат дека во нивно име е направена интонирана химна или во било која област од живењето, дали ќе играат спорт, ќе танцуваат, ќе играат шах, не е важно, но да почувствуваш дека нешто правиш за сопствената држава, тоа е навистина голема работа. Привилегија и голема работа. Со оглед на тоа што не очекува Европското ракометно првенство за жени, ќе бидеме дел од домакините. Да погледнеме сега, предлагам каква поддршка даде Ракометната федерација за нашите девојки, едно многу симпатично видео и симпатичен начин да ве потсетиме сите вас да навивате за Македонија. На 5, 7, 9 ноември дојдете да ја бодрите нашата женска репрезентација. Да ги поддржиме македонските ракометарки, да покажеме зошто ракометот е спорт број 1 во Македонија. Нека грми на трибини. Навивајте за нашите девојки во ноември. Навивајте со срце. Дојдете вие со нас на трибините да ја бодриме македонската женска репрезентација. Македонија навива за вас. На 5, 7 и 9 ноември Играјте со срце, играјте за Македонија. Напред Македонија! Играјте со срце и навивате за Македонија. Играјте со срце, играјте за Македонија. Дојдете да ја бодрите нашата женска ракометна репрезентација на Македонија. Напред Македонија! За кого? За Македонија! Играме со срце. Гордана Нацева и Лела Велкова, мои денешни гостинки во Ферплей, наша тема женскиот ракомет и она што значи всушност да се носи репрезентативниот дрес. Лела, сакав да ја прашам како изгледаше моментот кога ја доби официјално поканата да игра за Македонија, со оглед на потеклото. Размислувавте некогаш како да постапите или без размислување рековте сакам да бидам македонска репрезентација? Знаете како, јас сум родена во бивша Југославија. Да. Значи, играв и за југословенска репрезентација 92 година, кога требаше да одиме за Барселона Олимпијада, стави ембарго. А јас бев у најубави години како ракометар. Да, голема болка. Голема болка. Мислим, два пати доживав тоа, еднаш со југословенска репрезентација, еднаш со Кометел, да ми бидат забрането да учествувам некаде. Меѓутоа со желба голема, со големо срце, стварно играв и бранив боите на Македонија затоа што тоа беше моја земја. Значи ја и ден денес кога некој ќе каже Балкан, јас баш од Тригава до Гевелија сметрам дека е моја држава. Денес сум тука, денес сум Македонија, денес сум македонка, денес зборувам македонски,
Така да, мене ми беше стварно част и секогаш викав, играјте за ово мало парче на земја, за ово малецко парче на земја. Да, сите ја чувствуваме таа енергија. Не најдат ни на карта некогаш, ама ние сме тука, не се давам. Позиција голман, за ова малку сакам. Голманите многу често во ракометот, особено со оние кои знаат и да благодарение на нив да ја добиете или загубите, да го добиете или загубите над преварот. Дали било кога во вашата кариера сте си рекле, добро, морав ли јас да бидам голман и јас да го издржувам тој притисок во дадени моменти кои биле одлучувачки? Или немавте проблем? Не, сум си кажала, сигурно. Дека јас на првиот тренинг не отидов да бидам голман. Јас отидов да давам голови. Но немаше, тоа сум ја кажала таа приказа неколку пати. Голманот не дојде на тренинг, немаше кој. Јас пресрекна што сум воопшто на тренингот при мене и што сум дел од екипата, ми рекоа, па немаме голман, застани на гол. И застанав на гол, ми се посреки неколку топки ги одбранев и од тогаш сум на таа позиција. Тие 6 метри квадратни се мој живот. Кога судбината така сака, така е, да. Така и ќе биде. Да, но сега гледам од овој аспект, гледам дека сум одбрала на вистина одговорна позиција во тимот. Еден коректор на грешки, но твоите грешки се очигледни и твојата грешка е гол за противникот, така да уште поголема одговорност. И како проаѓаат годините во ракометот, се гледа колку е таа клучна позиција, колку голманот може да придонесе за добар резултат на тимот. Така да сметам дека јако ракометот е колективен спорт, но голманската позиција сепак останува малку индивидуална. Поинаква е, затоа го постави во прашање. Имаш убави мотивации, кажи го. Супер мотивација имам, да. Лела секогаш ми беше тука да направи блок. Да. Не, кога каже Гоца, Леле, што ќе правиме? Леле, што ќе правиме? Викам, Господ, нека те помогне. Не, реков, Лела, ајде. Значи, не велувам, не се грижи, јас ќе ти помогнам. Не, знаете како беше тоа. Јас и ден денеска се сеќам. Многу важен надпревар и јас си викам, Лела, ајде сега да се одбраниме, раце, блок, знаеш што вежбавме тоа. Затвори прва и Лела се врти и ми вика, Господ на помош нека ти е. Кога се работи за национален дрес и кога човек толку многу си ја сака својата работа, па и земја, тогаш може да се случи да играте на надпревар, а при тоа да бидете бремена. Нели? Да. Игравме се еден играч повише. Со еден играч повеќе, буквално. Пред квалификации за Европско у Норвешка, така? Да. Или светска 98-ма, јас бремена. Во Шведска игравме. У Шведска, значи за Шведска бев бремена. Ама имав голема желба да одиграм и тој надпревар и сега не кажувам на никого, нели? Знаеше и пари играча, меѓу нив и Гоца, и знаеше цела хрватска репрезентација, пошто нив и кажав, нели, да не би случајно се десило нешто. И као за Белја пред крај на такмица ја добиам удар. Сите паѓате у несвест, овој што знаат, овој што не знае што се случува. И знам дека доктор Димевски ме вади надвор и ме става, вика одмори, ја викам, молим те, враќај ме назад. Овие дома моите, викам, ќе умрат, враќај ме назад. И минут два одморив и викам, врати си, Гоца ме гледа, добра си, добра сум, викам. Се вратив на терен, пошто знаев што значи, мислев за моите, ама имав голема желба. Тоа е тоа. Да. И ризикот го прифативте? Вам лесно ви беше останатите да ја поддржите во, да речем, оваа луда до некаде идеја, меѓутоа контакт е на овој спорт, на самиот почеток, нели? Да, на самиот почеток, ама исто така и 2 месеца после бременост играв во Словенија. Знаете како, некогаш во одредени години правиш некои луди работи за кои подоцна ќе речеш како сум можел тоа да го направам, но па некогаш и Господ помага, што се вели да биде се во најдобар ред. Не можев да се окажам, мислам. Беше почеток, обично кажеш прва 3 месеца може да играш. Тоа е тој спортски дух. Дали сте во, ајде да речеме, добра физичка форма, спортувате ли макар рекреативно? Или, добро, со тренерската работа верувам да на теренот сте, меѓутоа дали има нешто плюс од тоа? За жал, ја ради здравствена состојба која имам,
не можам многу да спортувам, меѓутоа колку ми дозволи со куќата, ако ништо ќе прошетам поред Вардар. Меѓутоа ни недостасува тоа. Верувајте дека недостасува. Ние кои сме цел живот во спортот, тие денови ни недостасуваат, пошто наш организам бара активност, а ние све помалце време имаме за тоа, пошто сме ангажирани за други. Меѓутоа, да, недостасува. Јас, моето искуство си го кажам, дека не сум облекла патики одамна за да изџогирам или некаква активност посебно, но многу сакам да возам велосипед. И сметам дека си најдов превозно средство, а при тоа да ми биде корисно за здравјето. И Скопје е рамен град каде што може да се вози долги релации со велосипед. Си земав еден и бајк, па и тој ми помага, нели, со батеријата. Малку е полесно, Ама си нашо точка. Добар велосипед одбрала. Важно возам, да. Така да тоа ми е и кога немам обврски на работа или кога сакам до некаде да отидам приватно да си завршам работа, сакам да го користам велосипед. Добар така начин. Така да единствено тоа ми е. Да, сметам дека многу аспекти се добри кога човек вози велосипед. Сега скоро се случи еден убав настан, благодарение на кој што ние ги видовме поголемиот дел од ракометарките на Кометал, заедно на терен, во патики, спортска опрема. Беше убаво, забавно и овој настан всушност беше со инклузивна природа и беше направен заедно со оние кои што се дел од лице в лице. Па да видите како изгледа кога борците на терен и оние кои што се борат на секое поле во животот, заедно ќе се обидат да направат добра забава и да одиграат добар ракометен надпревар. Организација е многу добра, имаме еден момент за дружење, многу сме срекни, веселе. Е така убаво што имавме таков момент да се собериме заедно. Иницијатива, чија беше и идејата за еден ваков надпревар? Ви благодарам прво што дојдовте до овдека за да го снимите овој по мене навистина интересен настан. Се работи за инклузивна утакмица со поранешните шампионки на Кометал и со шампионките на лице в лице. Некако не имаше некоја символика, затоа што Кометал се бореше на терените, а сите знаете, односно повеќето знаат дека продавачите на нашето списание Лице в лице се борат на улиците со тоа што продаваат веќе 10 години лице в лице. Навистина уличната продажба не е лесна. Им благодарам многу на Кометал што веднаш ја прифатија оваа покана иницијатива и навистина се надевам дека ќе имаме успешен настан. Вашата реакција кога ве поканија да направите еден ваков гест? Да, кога не поканија, имаме Вибер група со која контактираме и сите се израдувавме. Ниту една, ниту секунда не се размислуваше, рековме дека го правиме ова, го подржуваме. Да облечам патики и опрема, ова ми се патики за настап, опрема одамна не сум облекла. И така да, и они исто така, не сме излегле на терен, бидејќи 17 години професионално бавење со спорт и некако се олабавивме, сега ни е вака убаво во секојдневното живење, но еве сега облековме спортска опрема да дојдеме да поиграме со вистинска топка, со лепак, да го почувствуваме лепакот и така.
Наша денешна тема во Ферплей е женскиот ракомет и она што и предстои на нашата подмладена селекција. Има доста млади репрезентативки за кои што ова ќе биде голема шанса да бидат дел од Европското првенство, а шанса и за целата македонска јавност. Подсетувам да дадеме поддршка, да ги бодриме нашите девојки заради тоа што после долго време ни се случува нешто вакво и ете супер прилика и за забава и за почит кон спортот и кон ракометарките. Па природно е да ве прашам да дадете едно ваше мислење и оценка за ова селекција која што имаме сега. Дел од овие девојки ни се веќе познати, по долго време се репрезентативки, но дел од нив се и млади сили. Па мислите ли дека тоа може да биде добитна комбинација на теренот? Па јас мислам прво да кажам дека ни предстои супер важен надпревар, односно важен настан во кој цела држава треба да е свесна дека не секоја држава има чест да организира еден ваков настан и ние кога веќе ја имаме таа чест, сакаме да се представиме како добри домаќини, но зошто да не и нашата репрезентација да направи добар резултат, затоа што секогаш домашниот терен дава одредени да речам погодности кога можеш пред својата публика да играш. Знаеме дека групата е исклучително тешка, група која од 4 противника, значи заедно со нас се 4, Холандија, Франција и Романија. Значи, трите репрезентации може да играат полуфинале, трите репрезентации една од нив може да стигне до финале, само фали некоја скандинавска држава. Значи, исклучително добри репрезентации, но пак ќе речам, прерано е ние да се предадеме сега, нели? Треба да видиме со што располага противникот. Верувам во тактичката подготвеност на репрезентацијата, тоа ќе го направат тренерите и стручниот тим. Верувам во мотивацијата, таа е клучен фактор за успех, мотивација, дисциплината. Значи, ако сето тоа се направи на терен, па и што и да биде резултатот, ние ќе кажеме да дадовме се од себе. Привилегија и често за секој спортист кога се враќа дома и кога има репрезентативни обврски. Како се чувствуваш со оглед на тоа што ќе играме на Европско првенство, ама овој пат дома пред нашата публика? Да, преголема привилегија и преголема чест. Секое доаѓање дома е најубавото чувство на целиот свет, со твои луѓе, со твои колеги. Се чувствувам одлично затоа што овој пат се собираме за едно големо првенство. Сметам дека Европско првенство е сон на сите играчи, на сите спортисти. Искрено, чест ми е што дома ќе го играме Европското првенство. Да речем дека не сум возбудена, би излажала, нека сум возбудена. И не знам, некако едва чекам да поминат овие припреми и да почнеме више со такмиците, да се докажеме, да видиме што како ќе биде. Играш во овој момент и живееш во Загреб. Прво, дали ти е тешко што не си дома? Од друга страна, каков е животот во еден таков тип на метропола? Јас сум навикната, више во 14 години имам излезено од дома, така да нормално ми е. Во Загреб животот е добар, само што Лигата на шампиони е многу напорна и многу имаме патување, многу утакмици, играме среда, сабота, напорно е. Искрено немам многу доволно време за самата себе да си посветам. Живееш и играш во Франција, земја која што концепцијски во секој поглед се разликува од Македонија. Каков ти е животот, секојдневието и клубските обврски таму? Франција е многу убава земја за живот, исто така ракометот е број 1 во Франција. Отидов таму само затоа што знам дека системот е многу поразличен од нашиот и начинот на кој што се гледа на спортот. Исто така луѓето како гледаат на спортистите. Мислам дека не направив грешка затоа што отидов таму. Осеќам големо задоволство кога играм во Франција и среќна сум. И јас одбрав да бидам голман затоа што имав голема инспирација од татко ми и се задржав на таа позиција затоа што се чувствувам убаво. Почнав како играч, меѓутоа не го чувствував адреналинот толку како што го чувствувам на голот и тоа задоволство најмногу ме задржа
да останам на таа позиција. Од кого добиваш најголема поддршка приватно, оние кои што ти се блиски? Па искрено, од пријателите имам голема поддршка и мајка ми што нема преживеано све со мене за да стигнам до овој левел. Така да, еве, можем да кажем дека мајка ми е најголема поддршка. Дефинитивно татко ми и за критики, и за убави работи, секогаш најмногу се советувам со татко ми. Тешко ли ти е кога ќе прочиташ негативни коментари, критики, некогаш знае да биде јавноста груба кога губиме? Искрено, навикнати сме на тие коментари, ама во последен период гледам да ги одбегнувам и да не ги читам воопшто. Така да не ми представува никакво изненадување сега. Имаме желба и волја да направиме голем успех за да се слушне за нас во Европа и пошироко. И искрено, многу би ни било добро, нивната поддршка, ако некогаш негде заглавиме малце да не поттикнат. И се надевам дека ќе бидат во поголем број, да дојде да не поддржат. Гордана наброа неколку сегменти кои што се, да речеме, дел од оној рецепт за успех. Дали ова значи дека ние толку многу години, повеќе од 10 години, баш не сме го пронашле соодветниот рецепт за да толку долго време чекаме некој нов блесок на нашата женска ракометна сцена? Зошто мислите дека толка вакуум се создаде и толку долги години не видовме ни приближно до успеси во женскиот ракомет? Ја мислам дека комплетна стратегија за спортот го доведе свега тога. За жал, беше многу малце луѓе кои финансираа спортот и кои му дава поддршка да можело да се развие нешто повише. Мислим дека баш због тога многи клубови изгасна. Некои се преполови, некои клубови има многу школи, меѓутим, ради сама финансиска ситуација тоа е многу згаснато. Добри тренери имаме ли? Тренери добри имаме, меѓутоа кога ти немаш квалитетни надпревари, мислам, кога немаш голем број играчи кои се финансиски задоволни, кои ќе идат на терен да дадат све од себе, кога немаме многу меѓународни утакмици, значи тоа као што имавме ние кога игравме ракомет. Кога ти си осуден да на едно нон-стоп да играш со едни исти екипи и у моменту не можеш да оцениш каде си со квалитетот у односу на другите. Вашите ќерки, тогаш кога изразија желба да бидат од дел од светот на ракометот, вие ги поддржавте. Додат по вашите стапки, тоа ви беше добра одлука? Па јас, значи ние ја и супруг, пошто сме и двоја у спортот, никогаш не сме ги фатили за рака, ги одвели и рекли вие треба да играте ракомет. Јас дојдов во Македонија како југословенска репрезентативка со 23 години. И они сега, например, Ива моја има 16 години, оние барат лело Ива, не може. Ива е малецка. Ивино време тек доаѓа. Ања, она се прореди од некои други води, Ања сака има да... уметничка душа. Уметничка душа, да, сака да стане тату мајстор и јас се поддржавам во тоа. И давате поддршка? Да. Како ова ја поддржавам у спортски води, така и незе ќе поддржим овој води што ги забра да живее. Која според вас, или еве нека се неколку имиња, во моментов може би најдобрата ракометарка или најдобрите ракометарки кои ги има Македонија? Јас мислам дека на сите наши ракометари и ракометарки треба да им дадеме поддршка и свакој свој ќе блесне на сцена кога ќе дојде никој 5 минути. Мотив повеќе на сите девојчиња кои се размислувале дали да влезат во спортот, кои ќе ги гледаат нашите репрезентативки
и Сара која игра Лига шампиони, и Јована која брани во Франција, и многу од девојчињата кои играат надвор. Имаме во Германија играат, настапуваат, значи кои студираат, кои играат, значи во Хрватска имаме 3 девојчиња кои играат Лига шампиони, Дабевска, Седловска, Гичевска, значи верувам дека ќе бидат тие девојки, ќе бидат мотив за останати девојчиња кои што сега се треба да ги прават првите чекори во спортот, ќе бидат инспирација да го направат тоа. Така да мислам дека многукратен ефект треба да имаме од Европското првенство. Се надевам дека така ќе биде и според сето ова што го кажавме, се гледаме во сала, така верувам дека ќе бидете таму и дека и лично ќе дадете поддршката на нашите девојки, нели? Да, благодариме на вас на поканата, благодариме за можноста да позборуваме за ракометот и за поддршката што ја давате на женскиот ракомет, женскиот спорт, да го вратиме на стазите кај што беше и кај што припаѓаше, да. Благодарам за покана во емисија и пак би повторил уште еднаш исти зборови: играјте со срце, играјте за Македонија. Да, со овие убави зборови ќе го завршиме нашето денешно дружење. Месец ноември ќе помине во знакот на женскиот ракомет во Македонија. 5, 7 и 9 ноември се датумите кои треба да ги запомните и да бидете дел од поддржувачите. Се гледаме сите заедно во спортскиот центар Борис Трајковски. Верувам дека на вистински начин ќе покажеме и ние како се сака и како се навива за Македонија. А со нови спортски теми ние се гледаме во нашиот термин недела 16:15 на Телма. Довидување.